Во рамките на пунктот и прифатилиштето за бездомни лица во Момин Поток денеска беше пуштена во употреба комплетно опремена нова просторија што ќе се користи како трапезарија која зафаќа простор од 200 метри квадратни и истата ќе може да ја користат 40 бездомни лица. Градот Скопје за оваа намена од буџетот издвои 1,5 милион денари. Прифатилиштето е опремено со кревети, тоалети, чајна кујна и други неопходни средства за функционирање на пунктот со што ќе може целосно да одговори на потребите на овие лица. Сместувачкиот капацитет на прифатилиштето минатата година беше зголемен од 16 на 32 кревета. Во текот на работната недела пунктот е отворен во понеделниците кога бездомниците добиваат хигиенски услуги и секој петок кога добиваат и чисти алишта, лекарски преглед и неопходни лекарства, разговор и совети од психолог, оброк и топол напиток. Градот Скопје и Црвениот крст на град Скопје интензивно соработуваат во изминатиот период. Наша цел е да овозможиме колку толку достоинствени услови и можност за ресоциализација на бездомните лица, особено ако се имало предвид дека внатре во трпезаријата и кујната кој што денес ги отвараме ќе работат социјално загрозени лица, родители на деца со посебни потреби и сличен вид на социјални категории за надоместок со крајна цел да на тој начин го подобриме животот или животните услови и во тие семејства. Овој центар како таков, меѓу другото, во зимно време служи да го намалуваме загадувањето во смисол дека бездомните лица ни се згрижени од дека и не се тие кои што ги палат дивите огнови низ градот, така што оваа соработка јас очекувам дека ќе остане на ова и ќе идеме и на повисоко ниво со Црвениот крст на град Скопје, се со цел да на секого во нашето општество му дадеме фер шанса, реална шанса да може некои пропусти што ги има направено во животот да ги едноставно да ги рехабилитира и да стане активен и користен член во општеството. Градоначалникот Чилегов додаде дека пунктот за бездомници на Црвениот крст на градот Скопје е отворен во 2008 година, а градот во континуитет финансиски го поддржува функционирањето на прифатилиштето. Изминативе 2 години интензивно се вложува во подобрувањето на квалитетот на услугите за нормално функционирање на пунктот и прифатилиштето. Секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска истакна дека поддршката на град Скопје е многу значајна, бидејќи помошта која што ја дава им го олеснува животот на бездомните лица.